додека се шегуваме на почеток пред да преминеме на сериозниот дел, јас би сакал да напоменам еден, ајде да речеме, на шега која што по социјалните медиуми се вртеше пред овие локални избори, а ја вртат и пред парламентарни, меѓутоа сега посебно специфично дека на медицински факултет ќе имало одсек градоначелник. Верувам дека ќе го споменеш тоа. Видите, докторите во многу ситуации користат и во политичка конотација. Тоа го има, па да речем, во сите политички партии. Па и парламентот ни е прилично полза. И парламентот е шарен со доктори, така да зашто? Има голем број докторите што реално се професионалци во својата работа, но локалната самоуправа, па и политиката им е блиска страна. Зашто го зборам тоа? Ја во еден момент од мојот живот сум бил 4 години директор на клиниката за ортопедија, можеби во најтешкиот период за менаџирање кој беше ковидот. Апсолутно мислам дека позитивно одговорив на целата ситуација. Тој human resource, менаџирање со луѓе, менаџирање со простор, со време, со капитал што имате. Мислам дека го изменаџирав многу добро, во тој период успеав и да изреновирам клиниката. Така да сакав сега една симбиоза да направам со локалната самоуправа, да видам како тука ќе се најдам. У една општина која сум растен реално. Така да мислам дека имам што да понудам на граѓаните на општина Аеродром и по мене не мора многу да зависи струката во однос на локалната самоуправа. Најбитен е тимот. Најдобро да имате тим од луѓе околу вас, професионалци. Така беше и ке мене на клиника, имав тим на луѓе околу мене, што стварно секој си ја разбираше својата задача и реално функциониравме многу добро. Не може да знаете све, да сте експерт у секое поле. Се извинувам дигресијата, поупатени луѓе и поуспешни, да речеме од мене, не мора од вас, и во политиката и во бизнисот велат дека важно е да знаеш што не знаеш, да, и да знаеш кого да прашаш. Тоа е уште поважно, веројатно заради тимот околу нели градоначалникот или било кој што е на некаква функција. Ние докторите сме суетни, малце како фела. Ама ја тоа гледам колку можам на минимум да се, затоа што секогаш треба да прашаш. И да не ти е јасно, и медицината нас не е све јасно. Абсолютно, второ мислење. Затоа ако не прашаш, па тоа се одзива на пациентот. Така?